Почитувани, дуото Ковачевски ја донесе енергетската криза до состојба на ескалација. Криминалот и неспособноста на дуото Ковачевски ги плячка граѓаните и продава ефтина струја произведена во Македонија на трговци кои потоа ја препродаваат за големи заработки. Имаме нов доказ за тоа. АД Елем за периодот од 1 до 5 август продава ноќни вишоци по цена од 245 евра за мегават час, додека за истиот тој период цената на струјата на Хупекс е 372 евра за мегават час. Разликата, односно заработката која некој трговец си ја ставил во джеп, е 158.550 евра. Веќе објавивме дека преку резултатите од продажба на ЕСМ може да се види дека како купувач на струјата во повеќе периоди се јавува фирмата Danske Commodities Doel, која се јавува како купувач на струјата и во овој период. Она за што СДСМ немаат одговор е прашањето дали поранешен директор на Агенцијата за странски директни инвестиции во периодот од 2004 до 2006 година, кадар на СДСМ, е лицето кое работи во истоимената фирма, што може да се види преку неговиот профил на социјалната мрежа LinkedIn, каде како работно место му е наведено дека е регионален менаџер за односи. Дали вака се договара заработката за трговците која ја плаќаат граѓаните? Заклучокот од се ова е дека Македонија, граѓаните и Елем за само 25 часа се оштетени за близу 10 милиони денари. И наместо вишоците да бидат понудени на стопанството, кое плаќа според Хупекс струја, и Грчевито се бори да обстане и да ги задржи работниците, парите се крадат и завршуваат во приватни джебови. Лажни се тврдењата на СДСМ дека обезбедуваат поголемо домашно производство на електрична енергија. А уште поголема лага е дека СДСМ помага со субвенции на сметките на струјата на домашните фирми. Македонското стопанство плаќа цена на струја и до 800 евра за мегават час, а во исто време домакинствата плаќаат и до 50% повисоки сметки за струја во споредба со лани. Граѓаните се во длабока сиромаштија, а фирмите пред затворање. Сето тоа е вина на власта, која наместо да помогне, овозможува профит на поединци блиски до неа. Ви благодарам.